Dobar den i srećan den od Vlado Pavlov. Како продолжение на вчерашното видео за вистината на Кочани, вистина која што не случајно е зацементирана, вистина која што истражувајќи многу работи низ Македонија, дојдов до заклучок дека во Македонија има неколку калиња. А најболно од се е тоа што Самуиловото кале во Охрид, кое што наводно ерменецот цар Самуил го правил и на кој што се удараат пола и више македонци дека тој е нивниот бил крал македонски, а сушност бил ерменец, сатрап на Македонија, е најболно тоа што најстариот алкатрас на земјата, најстариот Голи оток е всушност тоа кале во Охрид, наречено Самуилово. Затоа овде и поврзаноста со Кадмо, неговата ќерка Европа, која што ја протерал од Кадмеја, област во Црна Гора, околу Будва, и кој што овде ја држел во затвор поради нејзините врлини во најстариот занаед на жената. Е тоа е таа Европа, блудница, ќерката на Кадмо, која што овде е била затворена на вашата Самуилова тврдина, во времето на најстариот Голи оток, кога барата Плиска постоела овде. Друго кале, кое што ви е познато, е Скопско кале. Дали некој сте се запрашале зошто нема Битолско кале? Каде имаме докази од Бедем дека постоело овде кале на лингистидите? Оние кои што вие ги направивте албанци. Ако знаете, битолчани, дека реката Толи е во Албанија и ве манипулираат и се играат пинг-понг со вас на утврдувањето на древните лингистиди, дека двајца албанци и би албанци дошле од реката Толи во Албанија и ви ја направија Битола денес. Убава зимска убавица. Зубавиот пречек последен на оној на кого се правеле ритуали и на кого се давале пакетчиња за оние деца кои што ги уништувале. Но, тоа е друга тематика за Јанус, за Молохот и на кого му служат тие пакетчиња и што символизира елката
Така да правите македонци кои што потекнуваат од древна Атлантида и кои што се повторно тука, тие не се радуваат на вештачки елки, а најмалку на светилките околу елката. Затоа што тие се разбудени македонци. И тие се покретна жива елка. А светилките се чакрите кои што се отворени. Од каде што најсилната чакра, белата, која што свети на врвот на елката или на врвот кој што го представува, кој што ја представува круната чакра од човекот. И затоа, оние кои што се разбудени, оние кои што се светли, имат силна енергија која што свети како новогодишна елка. Ама тие македонци светат секој ден во годината. И не чекат да накитат елката само еден ден во годината. И да велат, елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Јанус лукавиот дарови да ти реди. Дедо Мраз, нели? Па даровите, за кого ги реди? За дечињата кои што ги жртвува, македонци мои. И нека Бог ви е на помош со последното славење на Јанус, кој што е дозволено од Бог ова 2025 година. Помнете и не заборавајте. И да се вратиме на тематиката кој што ја зачнав денес, за да дојдам до она што сакам да ви го представам. Зошто битолчани или би албанци од Толи, реката Албанија, кои што ве лажат и манипулираат дека ви ја создале древна Ленгистида, исто како што ве манипулира Рим, каде што му била неговата база воена на Цинци легија ди Рома, на петата римска влашка легија, дека тоа бил град изграден од Филип Македонецот. Па како е можно војната база на Цинци легија ди Рома, Хераклеа, да биде град изграден од Филип, а мајка му битолчанка. И уште ве манипулираат. И уште си играат пинг-понг. Затоа што утврдувањето на Цинци легија ди Рома е задржано до ден денес околу селата Битолски. Да не ги споменеме утврдувањата на Цинци легија ди Рома денес. А едно ќе ви кажам само село. Каде се утврдени, каде се утврденијата и тврдините на владиката Петар и на Стефан? Нели два пати господин? Нели два пати господин е тој? Еднаш господин за вас, а друг пат господин за кого е масонот во црна мантија? Сега се во бела мантија. А тие кога сакат се облекуваат и во црно и во бело. И си играат пинг-понг како на времето во Индија што има една легенда кога ги тепале слоновите, тие биле облечени во црно. А кога ги милувале, биле во бело. Истите оние што претходно ги тепале. Едно од големите утврденија денес, кое што останало да сведочи,
е селото кое што има две тврдини од тешко стекнатите пари на владиката Петар, кој што беше најголемиот лихвар од тат, битолчани мои, од многу искрвавените раце, цел живот што се мачеше кутри од тој, заедно со два пати господинот кој што исто така е маченик за сето оно што го направиле како тврдини и кои што ни обележуваат едно село во Битолско, кое што е поврзано со некогашната Цинци Легија ди Рома. И ќе речете дека случајно се таму? Не, би албанци од реката Толи, кои што го манипулирате мојот македонски народ, дека вие двајца албанци сте ја создале денешна Битола. А преку тоа сакате да докажете дека и баба ми е вредика е албанка и дека татко ми мој е албанец Филип Македонец. И тоа што го правите на сметка на македонците, од каде што црпите знаење, и за да вашите деца имат удобен кров над главата, вие денес станувате најголеми македонци. И по потреба кога сакате, тоа сте. Сега сте албанци, утре сте власи, потоа пак сте албанци, пак сте власи. По потреба, како сакате, така си правите. Ама затоа, многу сте прочуени по сето она каде што се на места, не случајно изберени да бидете таму, за да може да го контролирате овај македонски народ, за да ви биде роб на места каде што треба да бидете тражени. Погледнете околу вас. На оние места каде што некој ќе ве побара, секаде сте вие таму. А моите македонци ни 5% ги нема ниту во судство, ниту во обвинителство, ниту па и адвокати имаме 5% македонци. А кај олигарси, да не зборувам, 0,01% се македонци. И уште ќе ми кажете дека не владее Цинци Легија ди Рома? Е затоа Битола како свет град некој го срушил калето битолско до темели, за да ве лажат дека војната база на Цинци Легија ди Рома, денешна Хераклеја, која што е градена за времето на Рим и до ден денес, дека таму е калето на лингистидите. А престолнината на лингистидите ви е во денешна Битола, која што има подземни тунели секаде. Од каде што сакаш можеш да влезеш и каде што сакаш можеш да отидеш. И сите тие се направени затоа што калето битолско треба да биде во градот Битола. Ама го нема. Зашто македонци мои го нема? Ама затоа затворот, најстариот Алкатрас во светот, најстариот Голи оток, ќе кажат дека е кале Охридско. И ако гледаме вака, во денешна Македонија имало само 3 калиња. Винишко кале, Охридско, Скопско. А каде се Кочанското кале,
Каде е Прилепското кале, каде што било утврдувањето на микенците? Каде е Битолското кале? Каде е Велешкото кале? Каде е калето на оние што се преспале? Преспани затоа што испуштиле една цела битка. Ги нема тие калиња. Но јас ќе ви докажам денес за едно кале големо, за едно кале кочанско, кое што е до темели уништено, исто како Битолското кале, исто како Прилепското кале, исто и како сите оние други останати калиња кои што ги нема денес, а не случајно Цинци Легија ди Рома, кој што е владетел до ден денес, си има своја потреба, а потребата е следнава. Да обстојат само тие три калиња, например, во Македонија. Како впречем да не постоеле други калиња во Македонија. И нормално, лагата за дојдените Словени мора така да биде. За да може наводно од дојдените Словени да постои живот во другите градови. Македонци, македонци, ке молите да ги барате сите калиња што цел свет ги траже. Затоа што инфлацијата ќе биде се поголема и поголема. А стомакот се повеќе и повеќе ќе ни свире. Или цревата. И тогаш ќе сватите не од тоа што ја сакате Македонија, туку од тоа што ќе си го сакате стомакот, да ги отварате калињата и да ги представите пред цел свет. И немој да верувате дека Бог тоа ќе ви го заборави. Ништо Бог не заборава. Еве една тематика за биалбанци од реката Толи во Албанија, денес Битола, да го тражите калето каде е. Владо Павлов за година и пол не само калето битолско виде каде е, туку види и каде баба му Евродика е погребана. На најстариот Фарос, светилник, кој што бил исто така воденеш на Битола. Или во најстариот Фарос, светилник на лингистидите. Ама некој, за да скрие вистината за светилниците, денес ги направил сати да ве манипулира дека времето постое. А времето не постое. А тоа го знаела и баба ми Евредика. Па затоа биле фароси и светилници. И затоа оние кои што се од фамилијата на Цинци Легија ди Рома се уште тука, барем нивните поколенија. А некои, за да го уцврстат поколението на Цинци Легија ди Рома, дури од Богомила ви ги донесоа. И нека ви ги донесат. И ќе кажам, секој има свое право и разум во што да верува. Дали верувате во ова или не, е ваша работа. И воопшто не ме засега. Бидејќи имаме две хемисфери, бидејќи на пирамидата има две страни, а најгоре е кутлешот или светлината. И секој има право да верува на едната или на другата страна. На темната или на светлата. На денот или на ноќта. На сонцето или на темната месечина.
Секој си го имате изборот ваш. И тука не ви наоѓам мана. Ама знам дека оние поклоници на темната ера, например на рибата или на темната страна, нивниот владетел на кого пак ќе чини му редете и дарови, му се поклонувате и уживате во сите тие поклони што му ги давате. Тој е најсилен во неговата масонска организација која што се вика Черепи и коски. И таа е најсилна организација која што одработува за илуминати на темнината. И таа највеќе го сака Дедо Мраз. Затоа што таа организација прави најмногу ритуали на децата. И на тие души и дават пакетчиња. Сакајте веруете, сакајте ич не веруете. Јас, еве ви велам, Јанус лукавиот и дволичниот, кој што го гледате со две глави, завршува последен пат со ова 2025. И тоа е ваше право. И не мора јас елка да китам, затоа што јас сум елката. И секој треба така да размислува. Бидејќи светилките во нас се нашите чакри. И затоа има бели и црни. Онија црноморестите со персиските бради не може да светат како елка. Па затоа ја измислиле елката. Појасно или не? И откако ќе проверете и ќе барате сега на терен, како тоа некогаш што го правеше малиот Палче, откако објави за железна порта Демир Капија, а сведоци сте вие кои што не следите многу години, да не го барат градо во Вардар, доле, туку да го барат градо на падините, онаму каде што е железна порта, бидејќи треба да биде таму. И големиот за вас тогаш извршител на тајната служба на северниот сосед, регенерирана, рестартирана од Слободан Милошевиќ и неговата жена која што ги држише сите конци, кој што денес живее со нејзиниот син во Русија, Мира Марковиќ, жената која што го донесе проф. Сорос на Балканот и ви го поклони и на вас, македонци мои. Тој големиот Палче, за мене мал Палче, не чекаше ни да пренуки мојата информација за Демир Капија и крена со пишчол да го отвара локалитетот на железната порта. И затоа не се сомневајте дека Палчо имал задача да го ликвидира и Владо Павлов. А како го ликвидира Палче Владо? Ето јас од овде. После Јанусова ги повикувам моите пријатели кои што се со Палче да седнат да пиеме кафе и да ми ја кажам вистината каде е нивниот Палче денес. И на мојот пријател, брат македонец од Карпош во Битола, и на оној другиот мој пријател, адвокат од Битола, ете јас од овде јавно ги повикувам да направиме средба после Јанусова и да разговараме како браќа македонци дали Македонија треба да воскресне со љубов, со мир, со вистина, со хармонија
без употребена пушка и без убиен македонец. Или Македонија треба да воскресне според малиот палче за мене, а големиот палче за вас со крв до колена. И затоа ли го мразите Владо Павлов? Затоа што не сака да биде копи-пасте на малиот палче Че Гевара? А зошто не ја погледнете историјата на македонскиот народ од Исус до денес? Колку илиндески востанија има македонскиот народ? Во кое илиндеско востание македонскиот народ победил? Сите се предвремени и сите завршуваат со уништување на македонецот. Тоа го сакаше тој палче. И затоа ве повикувам, а не споменувам имиња. Знам дека ме следите. Го повикувам и мојот брат од Прилеп, од УЈП. И тоа е поборник на палче. Прв да ми дојде на кафе во Прилеп. Да разговараме за палче. И да ве прашам, како сега што ве прашувам, и во очи да ве гледам тогаш и да ве прашам, дали сакавте крв до колена, па поради тоа го сакавте палче како Че? Или ќе го почитувате Владо Павлов со љубов? Без пролеја на крв, без уништување на македонецот, без употребен крушум и без употребена пушка. Или денес, ако го вратиме времето на Исус и ако го вратиме времето на Понтије Пилат, јас ви велам, мојот брат Сашо Михајлов е реинкарнираниот Понтије Пилат. Нека ме пронајде. Близко сме. Да пиеме кафе, Сашо Мијалков, и да ми кажеш дека не си ти новиот Понтије, дека ти не си реинкарнираниот Понтије Пилат. И зошто цело време ви сметаше Владо Павлов? Јас ви велам, ако го вратиме времето на Исус, и ако сте се уште со овај македонци мои, Варвара или Љупчо Палевски во новото време, вие повторно ќе го изберете на сметка на оној кој што шири љубов и е Исус во новото време. Сакајте, верувајте, сакајте, ич не верувајте. И од кога го избравте Варвара, а Понтије Пилат си ги изми рацете со вас, македонци мои, бел ден не видовте. Затоа сте во робство. И затоа ќе бидете уште 3000 години во робство, ако не ја сватете пораката од Бог. Бидејќи тие црните што ги тепаа слоновите во Индија и нивната митологија, тие ги сменија носиите од црни во бели и почнаа да живеат со слоновите. Така и Цинци Легија ди Рома или Петата римска влашка легија ќе ги облече белите одежди и повторно ќе владее со вас, македонци мои, и ќе биде со светлината. А оние окорени од Цинци Легија ди Рома тешко да успеат да бидат со светлината, ако не сакат да ја прифатат љубовта. Ќе има и такви, ама за тие таквите, во последната ера на светлината, кога требаше да премине во ера на риба, една египетска кралица или царица Нефритити се бореше, сопруга на Рамзес, се бореше да ја додржи светлината на земјата во време кога бил максимот на светлината. Тој максим на светлината во времето на Нефритити бил почеток на темнината. Нефритити и Рамзес во тој временски период биле дупло посилни од сионскиот приорат денес.
на кој што верно му служат Ротшилдови, Рокфелери, Соросоиди и не знам кој ли не. Ама сите знаете како завршила Нефертити. Никој не може да се спротистави на Бог кога е максимум на светлината и почеток на темнината. Никој нема да се спротистави на Бог и денес кога е максимум на темната риба и темнината и е почеток на светлината. И сите оние на кои што им е дадено да владеат во ова темна риба ќе завршат како Рамзес и Нефертити. Ама Бог ќе им остави само еден од нив. Ќе им остави само еден од нив. И ќе го пусти со кошница, како што го пусти библискиот Мојсија, синот на Нефертити и на Рамзес. За да ја дочува светлината. А овај, со завршувањето на ерата на Водолија, да ја започне повторно темнината. Затоа ќе биде пуштен Антихрист. За нешто да зачува, за после 3000 години пак да дојде. Исто како што го ставија Мојсија. Не Ротшилдови, не Рокфелери, не Свети Рокфелери, не масони, не било кој што го прават, што ги воскреснуваат новите светлечки реклами по Скопје со шестари. Се ќе биде џабе. Помнете и не заборавајте. Новата ера ќе ги осветли и ќе ги врати и ќе ги возобнови сите калиња во Македонија. А оние калиња од кои што денеска ги знаете биле затвори, ќе останат затвори за оние темните кои што нема да ја прифатат светлината. Затоа вашиот Ерусалим, кој сакате да го вија, декларирате како Охрид, ќе ви остане како најстар Алкатрас, ќе ви остане како Голи оток и сите кои што се спротивувате на Бог, таму ќе бидете, во барата Плиска, каде што била вашата Аждаја. И уште еднаш, охриѓани, молете се на Свети Ѓорги, тој што ја уништи Аждајата од барата Плиска и што ја стругаше до струга денешна. Молете се, оридјани, на Свети Ѓорги победоносецот, а тој е Александар Македонски. Ете како се уништуваат калињата. Погледнете го ова кале сега Кочанско. Погледнете ги овие зидини. Погледнете ги овие зидини. Погледнете ги. Денес ни къп од ова Кочанско кале го нема. Денес ни З буквата ја нема од овие зидини. И ова кале Кочанско, македонци мои, е калето што било на Лукубија. Ова е дел од зидините кои што биле на локалитетот Лукубија и го оближуваат Кочанското кале, каде не случајно Ција стави рака денес преку Америчката амбасада под капата на Сионски приорат. Само едно да знаете, македонци, Сионски приорат не е Бог. Америчката амбасада и Ција не е Бог да стави рак. Споменикот од НОП, кој што е изграден од Сионски приорат на локалитетот Лукубија, кој што бил престолнина Бела, е место каде што се родени спасителите македонски и утврдување на древните агријанци, од кои што потекнува и Филип и Александар и Архелај и сите 12 генерали на Александар. Ако потекнува Исус од Александар,
од каде би потекнувале неговите 12 апостоли. И затоа кажав, не ја правете грешката за времето на Понтије Пилат и Изрод Велики. И тоа е тука. Денешниот Понтије Пилат е мојот брат Сашо Мијалков, а денешниот Изрод Велики ви е владиката Петар. Со неголемото утврдение во најсилната воена база на Цинци Легија ди Рома во едно село Битолско. А тука некаде ќе го најдете и синот на Изрод Велики, Јуда Искадриотски. А тој е тука во близина на Дебар, на Дибра, кој што повторно од центарот на легистидите отишол таму. Големиот поп Зоки, на кој што вечно му се поклонувате. А тука некаде ќе ги пронајдете и онија кои што се од Римската империја. И се тука и Август Октавијан, и Тиберий. И се чека моментот кога повторно Македонија ќе биде Јудеја како што била во времето после Исус. И се чека повторно Кочани да биде град на Изрод Велики. И тврдината негова, која што била на локалитетот Барутница или на Аснов денес во Кочани, повторно треба да биде и Родеја. Само, како ќе го поминеме Јован Крстителот денес? Како ќе го поминеме Јован Крстителот денес? Како да му ја отсечеме главата? Како? Дали повторно ќе му плеса плесачицата од Охрид сега со незината мајка, за да ја земе главата на Јован Крстителот? И тие се тука. Живеат во Охрид денес и ја чекат главата на Јован Крстителот. Последниот македонски цар, кој што го крунисал Исус кога се вратил од Хималаите на денот кога починал Август Октавијан во 14 година од нашата ера. Го крунисал во утврдението кој што подоцна е на Понтије Пилат, и тогаш и денес Ново село Шчип, лъджите Шчип, каде што не случајно Мијалкови ја правеа црквата. А за кого да се круниса? Исус или Антихрист, бре Саше, брате мој мил? Ајде да пиеме кафе сите ние кои што сме тука, а не да играте како што сте играле во времето кога ерата на темната риба била тука. Не можете да играте така како што сте играле тогаш. Не можете. Сите пари, богатство, злато и сребро е на Бог. Бог вели, моје златото и моје среброто. И затоа ја оставил сатаната во најголемата ризница на Бог да му ја чува. И таа е тука во Македонија. За нашиот нов спасител, кој што денес ќе биде Александар повторно македонски. Ама не Александар трети, не Александар четврти, Александар пети. Сакајте веруете, сакајте ич не веруете. Ги имате онија пред вас со ципела шпиц, со лептир машна,
А што е разликата меѓу лептир и маштан, знаете? Разликата е демеконија со врска, со вратоврска, ги влечат повеќе. А овие со лептир маштна помалку ги влечат. Или тие што носат лептир маштна ги владеат тие со врската. Па затоа робството со преспанскиот договор ја извади маштната ова од Грилес, големиот Зоран Заев, што Бог не го гледа ни преку микроскоп и му ја даде на Грција. Ние да бидеме робови нивни. Тоа е символиката на вадењето на маштната и што ја даде тогаш вашиот голем Зоки Поки. И верувам дека конечно мојот брат Јане или Јоцо од Волците ќе ја прочита Зоки Поки. Една лектира у животот, брате, прочитај и нека биде таа Зоки Поки Зоран Заев. Тоа е символиката на тие со лептир маштна и на оние со врска. И сега ние сме робови на грците. Санкизоки е Бог. И кажува, вие ќе му бидете робови. Малку ќе бидат милионите евра што ги спечелил и твојот син Зоки. На грбот на овој измачен македонски народ. Малку ќе бидат и штетите што се прават низ Македонија од тие литиумски акумулатори, од кои што вие печалите. Затоа што Бог ја створил земјата онака како што треба. И тие бизниси нема да обстојат. Таму треба да има ниви, таму треба да има земјоделска култура, таму треба да има дрвја. Ако требало да има соларни панели без Зоки Поки, и Бог ќе ставил соларни панели. Зошто Бог не ставил соларни панели, бе, македонци мои? Затоа што Бог водата ја користел, која што имаме во изобилство, да биде соларен панел и да ја користи за затоплување и да биде најеколошко, чисто без загадување. Ама оној кој што ви го покаже огнот, вие го плукате. Вие го забеган правите. Вие го ненормален правите. Ама затоа оние другите кои што се тука ќе ги гледат преку 200.000. Ама овој забеганиот Владо едва 2000-3000 ќе го гледат. И тоа е пред очите на Бог. Преку нас и преку мене прате. Колку македонци станале елки. Не новогодишни за еден ден. Туку елки секојдневни. Тие 3000 елки што го гледат Владо Павлов и светат како елка, вредат за 3 милиона македонци кои што ја чекат новогодишната елка еден ден во годината. Затоа не се сомневајте дека Исус не е последниот македонски цар кој што го преместил сето она што мајка му го донесела од Египет со Марк Антони, Клеопатра VII, и сето она пред да биде последната римско-македонска војна, која што била во 17-та година од нашата ера. И затоа има многу празни гробници, а една од тие е и празна гробницата на Филип Македонецот, која што ја направил неговиот син, погребувајќи го како фараон на локалитетот Алењак. Ама неговиот, од неговата крв, преку неговата мајка Клеопатра VII, пред да дојдат разлутените римски легии од Мијатскиот крај, од Битолскиот крај, ги тргнал на едно друго место. Онаму
од каде што сакаат сите да ме ликвидираат и да ме убијат. Онаму од каде што јас ја покажав матицата како доказ за гробот на нашиот македонски татко Филип Македонецот, која што била влезна врата на него, која што била влезен столб на неговиот гроб кој што бил на Ленјакот. И ни покажува кога утре ќе го отвориме каков бил ликот негов. Затоа што идентично како столбот кварцен, матицата пчела, со ликот на Филип е и златната маска што стои на неговото лице, македонци мои. И правите ме колку сакате луд, ненормален. Ама Македонија ќе се тресе и Бог ќе ви го отвори сето ова. Затоа што денес Владо Павлов остава се на Бог. Помнете и не заборавајте дека Бог сето ова ќе ви го представи, бидејќи вие не верувате.